Сигурно некогаш сте се запрашале, може би додека сте биле на плажа или во базен, зошто некои работи пливаат, а други веднаш тонат на дното. Епа, денес ќе нурнеме длабоко во ова прашање и ќе ја откриеме физиката што стои за тоа. Ајде да почнеме со една мала загадка. Гледате, имаме две лименки сок. На прв поглед изгледаат потполно исто, ама кога ќе ги ставиме во вода, се случува нешто чудно. Едната тоне право на дното, додека другата си плива на површината. Како е ова воопшто можно? Одговорот лежи во една невидлива битка што се случува под вода. Токму така. Секое тело што ќе го потопиме во течност, всушност се наоѓа сред една борба. Тоа е како влечење јаже. На едната страна е сила што го влече надолу, а на другата страна е сила што го турка нагоре. Кој ќе победи во оваа битка? Епа, од тоа зависи се. Ајде да ги запознаеме главните играчи. Првиот борец, сите добро го знаеме. Тоа е старата добра земјина тежа, која ја бележиме со Фг. Тоа е силата на гравитација. Таа влече се, ама баш се што има маса, право надолу кон центарот на земјата. Неуморна е и секогаш се обидува да го повлече телото кон дното. Ама не е сама. Неизин противник е силата на потисок, Фп. Може би сте слушнале за неа како Архимедова сила. Тоа е неверојатната сила со која самата течност се спротиставува и го турка телото нагоре. Како водата да вели, еј, не можеш туку така да дојдеш тука, и го потурнува нагоре. Значи, ја имаме ситуацијата земјанината тежа влече надолу, силата на потисок турка нагоре. Од односот на овие две сили, од тоа која е појака, зависат само три можни исходи, три можни сценарија. И еве ги тие три сценарија. Прво, ако земјината тежа победи, ако е посилна, телото едноставно тоне, оди право на дното. Второ, ако силите се во совршена рамнотежа, ако се еднакви, тогаш телото лебди. Знаете како риба кога стои мирно во водата. И трето, ако силата на потисок е победник, ако таа е посилна, тогаш го турка телото се до површината и тогаш велиме дека телото плива. Ајде да го сумираме ова за да биде кристално јасно. Правилата на играта се овие. Ако тежата Фг е поголема од потисокот Фп, имаме тонење. Ако се точно еднакви, Фг е еднакво на Фп, имаме лебдење. И секако, ако потисокот Фп е поголем од тежата Фг, тогаш имаме пливање. Едноставно, нели? Океј, ова со силите е супер, ама како да знаеме однапред која сила ќе победи без да правиме комплицирани мерења секој пат? Епа, има еден многу поедноставен начин, една кратенка ако сакате, а клучот се крие во еден збор – густина. Што е всушност густина? Најпросто кажано, тоа е мерка за тоа колку е нешто набиено или компактно. Колку маса е спакувана во одреден простор. Замислете си коцка стиропор и коцка олово со иста големина. Оловото е многу потешко, нели? Епа тоа е затоа што е многу погусто. И сега, најдобриот дел. Целата онаа приказна за борбата на силите всушност можеме да ја преведеме во едноставна споредба на густини. Правилото е многу лесно за памтење. Ако телото е погусто од течноста во која се наоѓа, тоа ќе потоне. Ако густините им се исти, ќе лебди. А ако течноста е погуста од телото, тогаш телото ќе плива. Тоа е тоа. Споредбата на густините ни го дава одговорот. Добро. Сега кога сме вооружени со знаење и за силите и за густината, ајде да се вратиме на нашите примери од почетокот и конечно да ги решиме мистериите. Значи, елименките. Тајната е во шеќерот. Обичната лименка е полна со растворен шеќер. Тој шеќер додава маса и со тоа ја зголемува просечната густина на целата лименка, правејќи ја погуста од водата. И затоа тоне. Диеталната, од друга страна, користи вештачки засладувачи во толку мали количини што практично не додаваат маса. Поради тоа, нејзината просечна густина е малку помала од густината на водата и ете зошто плива. А експериментот со јајцето. Ова е совршен пример за тоа како можеме да ја смениме играта со тоа што ќе ја смениме густината на течноста. Во обична вода јајцето тоне. Погусто е, крај на приказната. Ама кога ќе почнеме да додаваме сол во водата, ние всушност ја правиме водата погуста. И кога густината на солената вода ќе стане поголема од густината на јајцето, тоа почнува да плива. Не е магија, чиста физика е. Подморниците пак се апсолутни мајстори за манипулација со густината.
Тие имаат огромни резервоари, наречени баластни танкови. Кога сакаат да нурнат, ги полнат со вода. Со тоа ја зголемуваат својата вкупна маса и стануваат погусти од околната морска вода, па тонат. А кога сакаат да се вратат на површината, со помош на компримиран воздух едноставно ја исфрлаат водата од резервоарите, стануваат полесни, нивната просечна густина се намалува и се издигнуваат. Брилијантно, зарем не? И за крај, еве една загадка за размислување. Сите знаеме дека челикот е многу погуст од водата. Едно парче челик веднаш би потонело. Па како е можно тогаш оние гигантски бродови, тешки илјадници тони, направени од челик, да пливаат така лесно? Одговорот се крие во се што зборувавме денес, особено во идејата за просечна густина. Размислете за тоа. Ви благодарам на вниманието.